Маглата под која денеска е обвиткан главниот град само дополнително го влоши проблемот со и онака енормната загаденост на воздухот. Вредностите на штетните PM честички низ мерните станици во земјава покажуваат алармантни вредности, а граѓаните буквално се борат за воздух. Нормално дека пречи на секого, мислам, тоа е. Меѓутоа, очигледно, оваа влада и овој градоначелник воопште не ги интересира ништо. Ги интересира само джеба да си го напунат, ништо друго. Многу ми смета. Пречи воздухот, пречи за обавување на секојдневните активности. Децава ги пуштаме на училиште, се жалат, грло ги боли постојано. На секого смета и на здрав човек, поготово ние што сме хронично болни, веројатно и на здрави смета. Па да, ми смета. Едно доаѓање во Скопје, алергијата што ми е на дишните патишта ми се активира. Граѓаните се револтирани и незадоволни од грижата на надлежните институции да ја подобрат состојбата со високото аерозагадување. Години, значи ова што го кажав не амнестира и претходната влада, меѓутоа никој ништо не презема. Нив им е битно да си ги напълнат джебоите и тоа ништо повеќе. А народот може и да умира, нив не ги интересира. Дека ние надлежните, а и ние како граѓани не превземаме нешто посебно за да тоа придонесеме малку да се смени. Него времето само си покажува, со снегов, со дождов се чисти, инаку дека нешто превземале, мислам не. Мислам дека не се прави доволно, бидејќи сега единствено решение се само маски да носат, но тоа не е трајно, тоа е привремено решение. Што студирав овдека 4 години, Скопје не беше такво. Не би рекла дека сега може нешто да се направи. На времето кога се градеше Скопје требало да се внимава. Да презимат мерки или си дадат оставка. И додека граѓаните бараат итни мерки кои ќе се применат веднаш во деновите на енормно загадување, од Министерството за животна средина велат дека мерките за големо загадување се активираат кога ќе се исполнат два предуслови. Еве како заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули го објаснува фактот што вонредните мерки не се активираа минатата недела, кога имавме 2 дена во кои повеќе од 2 мерни станици покажуваа загаденост од над 200 микрограми на метар кубен. Таа уредба зависи од мерните станици податоците и од метеоролошките услови, така е секаде во светот. Бидејќи минатиот пат беше јасно дека за кратко време ќе дува северен ветер, ние затоа бидејќи таа е композит одлука зависи од два фактори и од податоците од хидрометеоролошкиот завод и од мерните станици, затоа не се прогласи. Денес имаме дефиниран праг надминат праг на информирање, затоа е информирана јавност и институциите кои што се задолжени за тоа. И од градот Скопје негираат дека не превземаат мерки за да го намалат загадувањето. Додаваат дека има листа од 25 мерки кои се направени оваа година. Итните мерки се краткорочни и тие не го решаваат овој проблем. Проблемот со загадувањето е подолга борба и за тоа се работи во текот на целата година, посочуваат од град Скопје.